Од обвинител кој требаше да ја донесе правдата до осомничен во најголемиот рекетарски скандал во историјата на Македонија. За 4 години шефицата на сега мртвото СЈО Катица Јанева успеа да ги сруши надежите на оние кои жестоко ја бранеа. Како што едногласно претениците во септември 2015 ја поставија на функција, исто така во еден час без особена дебата ја разрешија. Печат на кариерата стави и Советот на јавни обвинители за незаконско, нестручно и несовесно работење, иако самата во една прилика посочи дека не постои некој кој може да ја смени. Не може да ме сменат, мене како мислите да ме сменат? Со законот. Со кој закон? Таму не пише во законот, нема персонални решенија. Не се пишува дека ќе се смени лицето тој и тоа. Се знае што се пишува во закон. Мислам, ако сме писмени толку во Македонија, да сватиме дека тоа не се пишува во закон. Ќе останам до крај, додека можам да бидам специјален јавен обвинител, не заради тоа што сакам, затоа што сметам дека заслужувам да бидам на чело на оваа институција. Осомничената Јанева за 4 години успеа да ја погази својата свечена заклетва дека честно и професионално ќе извршува новата функција, но и да ја разочара меѓународната заедница која застана зад нејзиниот избор. Нејзините амбиции отидоа дотаму дека сака да стане и политичар, но заврши во шутка. Според опозицијата, крајот на СЈО ги потврдил нивните аларми дека обвинителството единствено служило како алатка за политички прогон. На дело се случува рушење на правната држава и правниот систем со цел Зоран Заев да создаде нова Катица на местото на Катица Јанева и на тој начин да продолжи политичкиот прогон, монтираните случаи против политичките неистомисленици, рекетирањето и Луи Витон правосудството. Од власта која пак застана во силна одбрана на Катица за целиот овој период, исто како што уверуваа при формирањето на СЈО, така и сега уверуваа дека правда ќе имало. Политичките игри и манипулации со јавноста, што изминативе денови, а и денес, се обидува да ги протне ВМРО-ДПМН, не поминуваат. Граѓаните точно знаат кој го штити криминалот и кој не сака да има одговорност за сите злоупотреби што биле правени. За утре веќе е закажана нова седница на Советот на јавните обвинители, кои треба да ги разрешат и 10 помошници обвинители на Катица Јанева, кои најверојатно според претседателот на Советот Колевски се враќаат во матичните обвинителства. Ќе мораме да ги примениме одредбите од Законот за специјално обвинителство за престанок на нивната функција, затоа што таму е предвидено дека нивниот мандат не може да го надмине мандатот на специјалниот јавен обвинител. Ние само тоа ќе го констатираме само со одлука. Сега да не кажувам однапред каде ќе бидат распоредени, најверојатно во обвинителствата од каде што потекнуваат. Според обвинителството, Катица сега е во притвор за наводен поклон од вредност од 5000 евра кој го добила од првоосомничените во аферата Рекет, иако на контото на специјалните обвинители за овие години се слеа вртоглаво високи суми на пари како месечни надоместоци. Инаку осомничените во случајот Рекет од бизнисмен барале 8 милиони евра, а добиле 1,5 милиони. Пари кои се уште не се знае каде завршиле, а ниту пак дали истрагата ќе биде проширена.